Дечки, добар ден и добро дојдовте во уште едно видео. Јас сум Јосиф и доаѓам од FitKit мобилната апликација. Побудата поради која што ова видео го правиме е нешто што веќе го најавивме во едно претходно видео. Ако не сте го гледале, може да го најдете на YouTube каналот, на Facebook како блог, на Medium, на Instagram TV на нашиот канал. И се работи за тоа што повеќето од вас тренерите, ако сте инволвирани во фитнес и велнес индустријата, значи овие видеа се за таа група на луѓе, ги правиме овие видеа затоа што повеќето од вас инволвирани можеби страдате и имате проблем со тоа како да го направите тоа што до сега сте го правеле онлайн, а тоа се часовите и тренинзите кои што сте ги правеле во вашите сали, а во моментов сте оновозможени и многу од вас се најдоа во ситуација кај што технологијата не им е сигурно некоја добра страна и не се најсрекни што мора да се справуваат секојдневно со тоа. Во секој случај, затоа и FitKit сака да помогне и да донесе вредност, бидејќи имаме искуство со онлайн работа, у најмала рака сме и мобилна апликација која што секојдневно онлайн функционира. И јас лично како Јосиф, затоа што у изминатите 4,5 години создавам мој личен бренд на социјалните мрежи, медиуми, правам видеа, правам живо видеа, многу грешки сум изнаправил, многу работи сум изнаучил и затоа сакам да го споделам ова со вас, затоа што можеби ќе ви помогнам да го скратите патот за да го сетирате вашето онлайн видео. Она што го зборувавме минатиот пат и баш утрово со Елена Бубало во ток-шоуто го зборувавме е дека во живо тренингот е многу подобра опција за разлика од тоа да снимам и да ставам снимка. Од една страна затоа што снимка е нешто што може да се најде на YouTube и да најдам вежби колку што сакам, ги има во изобилие, но од друга страна живо моментот им помага на вашите вежбачи најблиску да бидат до она што го имале во самите сали, а тоа сте вие. Они доаѓале поради вас, пак ќе напоменам, и затоа е добро да ви имаат вас во живо, а да не зборуваме од тоа дека живо опцијата секогаш може да стане и снимка и да ја оставите на YouTube или на Facebook и подоцна и да ја имате како видео материјал, за разлика од тоа обратно не може. Доколку имате снимка, не може интеракцијата да ја водите во живо, дополнително не можете во живо и реал тайм да ги поправате вежбачите, да им давате заменски вежби и така натаму, но јас разбирам зошто можеби многумина од вас избегаваат во живо, од причина што нема простор за грешка, иако никој од нас не е безгрешен, никој од нас не е глумец, не е филмски продуцер, не е режисер, така да тоа е сосема оправдано, ова се вонредни ситуации, верувате дека многу повеќе ќе научите и вештини, и ќе проголтате его и ќе ви помогне тоа што ќе стримате онлайн видеа во живо. Ви спомнав дека ние ги избираме, јас би ви ја препорачал и ние како FitKit би ви ја препорачале платформата Zoom затоа што има многу опции, во смисла може да стримате и на YouTube, може да стримате и на Facebook, може да го снимате видеото кое што во моментот го објавувате во живо, по подоцна да го прикачувате на мрежи или што сакате да му правите, да го едитирате, да го сечете во многу помали делови, она што го правам јас. Јас снимам во живо видеа кои што зборувам за исхрана. Тоа е материјал од 15 минути. Подоцна сецкам материјали од по 2 до 3 минути и практично од еден материјал подоцна имам неколку видеа кои што на дневна основа можам да ги постирам и така да градите уште поголем и follow и engagement и подобра публика и повеќе вредност да носите на пазарот. Затоа има многу предности за стримањето во живо за разлика од тоа што ќе направите снимка, иако не велам дека нема. За да почнеме, јас ќе споделам сега мојот екран и чекор по чекор ќе ви кажам од почеток како Zoom функционира и во ова видео ќе обработиме како да го најдете Zoom, кои опции се најдобри, како да го сетирате и да се снајдете на брзина низ подесувањата на самата апликација, односно на самиот програм. Еве вака сега ќе направам share desktop. Добра. Computer sound, добра.
Океј. Добра. Во моментов, значи, ја гледате мојата позадина и мојот зум кој што е во моментов вклучен, но јас ќе почнам од почеток како вие да почнете со зум, а тоа подразбира, нели, моментално работам на Mac, ама нема никаква разлика. Одите на zoom.us и практично ова е официјалната страна на Zoom. Сакам да позборувам малку околу планови и цени. Она што прва работа го имате Zoom и бесплатно може да го симнете, но кога го имате бесплатно, една од работите која што е пречка и знае да биде пречка е што не може да бидете во живо повеќе од 40 минути, што мислам дека малку може да биде проблем, од причина што најчесто вие го уклучувате живо евентот, настанот можеби 5 до 10 минути пред да почне самиот тренинг, што по мене е најпрепорачливо, и практично ви останува уште 30 минути за да бидете во живо, што ако Zoom ќе ви исклучи, повторно може да се реуклучите, но тоа е малку непрофесионално. Следната опција која што може да ја правите е $15, што во денари не знам колку ќе му дојде, околу можеби 800 денари месечно, што реално не е голема сума, значи на еден начин кирија плаќате за 800 денари за да може вежбачите да доаѓаат и да неограничено имате стрим, да не ве прекинува ниту на 40 минути, ниту на час, ниту на колку и да треба. Така да, јас конкретно еве имам избрана оваа опција, би препорачал дека секој од вас може да избере оваа опција, е сосема достапна и е сосема во ред. И одите на Buy Now и ќе може да ја купите со дебитна картица. Следно нешто кое што треба исто да го направите доколку сте на компјутер е да одите во Download, за да може да ја симнете апликацијата, односно програмата на компјутер да ја симнете, и мојата препорака е да тренинзите ги водите од лаптоп, не од телефон, и ако можете од телефон, и Zoom го има и да го симнете и на телефон, така да тоа оставам на вас, ова се мои препораки кои што ги имам за вас. Може да направите download, да го симнете и еве овде покажува дека имате и за на App Store го имате за iOS, го имате на Google Play за Android телефони, така да тоа е многу едноставна процедура, го симнувате Zoom и ќе добиете нешто налик ова е моментално, јас сум веќе најавен на мојот Zoom профил. За да направите профил, можете или преку самата програма овде, пошто ако направам јас сега овде sign out, практично ќе ми се појави тој најавен слайд, односно ќе ми се појави најавниот екран на кој што можам да изберам како ќе се најавам, но нема да направам sign out за да не го исклучам ова што во моментов го снимаме и ви го прикажувам. Но еве како тоа изгледа подоцна во веб, и јас би за да го сетирате најдобро Zoom, најдобро и тука да се приклучите, односно да одите на zoom.us, па да одите на Meetings. И ќе ви го даде ова. Вие во моментов не сте најавени, но може да кликнете Sign In. Јас избирам со Google, со мојот имейл на Google, Sign In with Google. Така су ми најавени на самиот компјутер овде на Zoom. Josif.damjanov@gmail. И еве ме вклучува на мојот профил на Zoom. Следно нешто кое што сакате да одите е Settings, за да го сетираме најдобриот Zoom околина, кој што ќе ви донесе и контрола на тоа кој доаѓа, како доаѓа, и ќе ви овозможи нормално и стримање на лайв и снимање на самите видеа кои што ги објавувате. Овде, гледате, чекор по чекор ќе ги поминеме овие. Првично овие host video, start meeting with host video on. Тоа значи дека со почетокот на стартувањето на самиот настан, односно состанок, митинг, ќе ви биде уклучено видеото.
може да направите и да со секое вклучување на вашите вежбачи на митинг, на Zoom митингот, да и нив им се уклучи видеото, но јас ова не знам, тоа би оставил на вас, ја можеби не би бирал таа опција затоа што не знам у која позиција се моментално вежбачите, да не им правиме незгодна ситуација, они подоцна нека изберат да сами да го вклучат, да ја вклучат камерата откако ќе бидат наместени. Аудио тајп дозволено нека биде и од телефон и од компјутер аудио, во зависност од тоа вие од каде се уклучувате и од каде се уклучуваат вашите вежбачи. Join before host, ова значи дека ќе им дозволите на вашите вежбачи да се уклучат пред вие да бидете да го стартувате самиот настан, односно митинг. Што не би ви го препорачал, јас го имам исклучено, затоа што не сакам никој пред мене да се уклучи, сакам јас да бидам прв. Use personal meeting ID when scheduling a meeting, ова нема да ве самарам со ова. When starting an instant meeting, only ова би било добро да го имате. Only authenticated users can join meetings. Ова значи дека ако го уклучам на on, turn on, ќе значи дека на тренингот ќе може да се уклучуваат исклучиво корисници на Zoom кои што се имаат најавено, односно имаат креирано профили. Затоа што многу често се случува вие ќе споделите линк од вашиот тренинг, но при тоа ќе се уклучат луѓе кои што ќе ги видите Huawei P20, Samsung Galaxy S9 Plus и така натаму, значи имињата не се соодветни и тука ќе губите контрола, не знаете кој е тој вежбач, како се вика, кога дошол, дали има слика и така натаму, затоа ова е многу добро да го уклучите и дури имате можност да го едитирате во смисла да кога ќе се обиде некој да се уклучи, каква порака ќе му врати Zoom назад. Сега затоа што можеби не сите со англискиот се најдобри, sign in to Zoom може да не биде, може да напишете на пример, да пишува те молам прво најави се на својот Zoom профил. Чека само ова со менувањето на Zoom акаунт. Со целосно име, презиме, со целосно име. Не може да се додава толку букви, има максимум дозволено. Save. И сега ова значи дека кога некој ќе се обиде да се уклучи без да е најавен како еве ние јас што се најавив со Google акаунт, без да се најави со имејл, без да се најави со Facebook, можеби тоа е индивидуално кој како ќе си одбере, нема да може да го пушти на вашиот тренинг. Значи најдобро е да си биде најавен со име, презиме, да си има слика, да си биде тоа многу автентично. И овде гледате следното, only authenticated users can join meetings from web client. Истото важи и за тоа, и ова треба да ви биде на on. Require password when scheduling new meetings. Тоа значи дека со секој, за да влезе некој на вашиот тренинг, треба да внесе и пасворд, што е по мене добра работа, за да, ако сакате да држите добра контрола, со тоа што веќе во следниот сетинг, овде имате embed password in meeting for one click join. Тоа значи дека не секогаш вежбачите ќе мора да го внесуваат пасвордот, туку со самиот линк кој што вие ќе им го дадете, може во него да го веќе да го содржи пасвордот, па да не им го бави на влез. Иако тоа на вас ќе оставам да си одлучите, дали ќе им го дадете линкот со вклучениот пасворд, дали само линкот, па подоцна они ќе го внесуваат пасвордот, тоа е веќе ваша работа. Значи, иако сега може би ова ви изгледа комплицирано, леле, многу кликови и така натаму, верувајте, е многу едноставен Zoom за работа и ова само еднаш го сетирате и е за навек оспособена. Require password for participants joining by phone, и ова треба да ви биде on, затоа што многу од вежбачите ќе се преклучуваат од телефон, нема сите да бидат преку лаптоп или компјутер. Mute participants upon entry. Ова значи дали која ќе се вклучи вежбачот на вашиот тренинг ќе биде мутиран, односно нема да го слушате неговиот глас, или ќе биде одмутиран. Ова е сосема, јас би одел на on, затоа што би сакал
на мојот тренинг вежбачите кои ќе се вклучат, барем пред да почне тренингот да имаме мала интеракција, да се можеби да се споделиме по некоја зафрканција, шега и така натаму, она што вежбачите практично го доживуваа во вашите сали и студија и поради која што причина е добро да го одржувате тренингот во живо, ради тоа доаѓаат луѓето. Upcoming meeting reminder, нема потреба. Бајде, нема да заборавите дека имате тренинг. Require encryptions, нема потреба да го комплицираме. Чат, ова значи дека ќе овозможите да има и чат, што е супер, за да може во самиот тренинг некој да ви пише нешто, да ве праша дали во приватна порака, дали на колективниот чат кој што ќе го има на Zoom вежбањето. Еве имате овозможено и private chat, тоа значи дека некој можеби не сака да постави прашање јавно додека се одржува тренингот, па ќе ви пише на вас, слушај, не знам, ми дојде или имам повреда или ми се дешава ова и така натаму, извини, ќе морам да заменам. Нешто што нема да сакате да го споделите со другите. Auto-saving chats, тоа значи да се што се пишува во групата да го зачува, нешто што не знам дали би го сакале, можеби би го сакале да го чувате како доказ, чатот, доколку со некого нешто сте споделувале од типот која е цената, толку е цената, па после да не биде ама ја мислев дека е толку, па да имате доказ дека еве ти кажав која е цената. Значи сега мислам тропам тука и си тресам работи од ракав, но чисто тоа се возможни ситуации кои што можеби на почеток не може да ги предвидите. Затоа искуството ќе ве учи најмногу, затоа ги споделувам овие работи, затоа што и мене ми се случувале овие работи со школата, која што на Zoom ја водам, онлайн школа за исхрана, ја водам на Zoom и пред да се деси ова, имаш опција со коронава, имаш опција да се приклучиш на школата онлайн. Файл трансфер, исто така може да се споделувате и различни фајлови низ Zoom митингот, односно низ тренингот, ако има потреба. Feedback to Zoom, ова значи дека кога ќе заврши тренингот, дали да дајете фидбек како бил тренингот, односно квалитетот на снимката, ама тотално неважна или важна работа, како сакате, може и да го оставите. Мислам, на вас оставам. За мене, што знам, неважна работа, turn off. Display end of meeting experience feedback survey. Може да имате анкета, која што ќе одговараат вежбачите, не треба. Ова следно co-host е нешто интересантно, а тоа е дека може да овозможите да има два домакини на тренингот, што би било интересно за некој од вас, затоа што може да се случува кога имате групи од можеби 30-40 вежбачи, вие ако го водите тренингот, може некој од вашите колеги тренери, ако сте повеќе тренери во студиото, да биде исто така ко домакин на настанот, па да ја има контролата во смисла ако се јави проблем, некој не знае како да влезе да му помогне, ако некој чека во waiting room, затоа што ќе видите Zoom има и такво нешто, waiting room, да вие одобрувате, иако го имаат паспорт од вежбачите, да одобрувате кој ќе влезе во самиот тренинг, затоа што можеби еве ќе се јави некој од FitKit кој што доаѓа, кој што знае, можеби не ви е познат на прва, па ќе сакате да препроверите, да ви даде код и така натаму. Затоа како хост би било добро да го имате и можеби некој од вашите колеги тренери да биде присутен додека вие го водите тренингот, доколку се појават некакви прашања, некој не може да влезе и така натаму. Така да тоа е таа опција. Некој можеби од вас е персоналец, нема со кого колега да му помогне, во секој случај, барем можеби тоа ќе биде партнерот, другар, пријателка и така натаму, постои таа опција секогаш. Полинг значи дека ќе ви овозможува да поставувате анкети, али не знам, можеби ќе сакате, можеби нема да сакате, ја оваа опција никогаш не сум ја уклучил, не знам ни дали ќе ја уклучам, за да им поставувам прашање, да одговараат на анкета, поврзани со тренингот, можеби вежбачите. Always show meeting control toolbar, ова значи, еве како што гледате горе, јас ако отидам со клучето ќе ми се симне и ми се појави ова контролната табла. Ова значи дека ако направам on, константно ќе биде контролната табла, ќе се гледа, без да треба да одам со клучето горе со маусот, па да ми се појави. Show Zoom windows during screen share.
ова кога би шерувале, како што сега јас ви го споделувам мојот десктоп овде и целиот скрин на компјутерот, али не знам дали вие во иднина тоа би го правеле, мислам ја ова го правам чисто за да може да ви објаснувам сега, така да пак таа опција ја оставам да биде ваш избор. Screen sharing, значи кој може да го споделува својот десктоп, односно својот екран од компјутерот. Тоа значи кој може да го сподели својот личен екран со останатите учесници во митингот, односно со останатите вежбачи у случајот. Who can share може да биде host only, може да биде all participants, пак нешто што го оставам на вас. Затоа што и со FitKit ние интерно, пошто сега во моментот со тимот си работиме на Zoom, сите состаноци ги правиме на Zoom, некогаш има опција некој од другите учесници да го отвори скринот и да покажува нешто и така натаму, затоа кај мене е ставено моментов all participants, но тоа оставам на вас. Who can start sharing when someone else is sharing, значи тие се опции кои што пред малку ги зборувавме. Disable desktop screen share for users, значи повторно нешто со шерингот, нема многу да замараме, whiteboard, исто нема многу да замараме, remote control, allow remove participants to rejoin, да, ова е нешто можеби што треба да го спомнеме. Значи доколку некој од учесниците го тргнете, затоа што може да го извадите, во смисла ако можеби, не знам, стварно дојде до некоја ситуација глупава, да треба да го отстраните некого од тренингот, или доколку не сакајќи го отстраните некој од тренингот, ова ќе ви овозможи да отстранетите вежбачи и учесници повторно се вклучат. Ставете си го он за секој случај, затоа што секогаш постои можност за да се сгреши и да погрешка изфрлите некој што можеби не треба. И allow participants to rename themselves. Ова повторно оставам на вас. Дали ќе им дозволите да си го сменат името, макар што не гледам ништо тука безопасно, се додека можеби некој ќе го стави прво презимето по името, името по презимето, можеби само името, небитно, така да оставам, јас би го оставил да биде вклучено. In meeting, breakout room, remote support, closed captioning, овие работи се нешто што нема да ве интересира. Ова Group HD видео значи дека ќе се активира подобар квалитет и за домакинот, за тренерот и за сите кои што го следат. Подобар квалитет на снимката значи дека ќе значи повеќе сообраќај на интернетот, така да тоа го оставам на вас. Ама јас и ќе има после опција ќе ви покажам, барем вие, ако ова групното е исклучено, барем вие треба да се овозможите со најдобар квалитет на снимка, односно на слика, затоа што сепак би било добро да има убав пренос и да ве гледаат во најдобро можно издание вежбачите. Virtual background е нешто што исто е интересантно, ќе ви го покажам за кратко. Virtual background е всушност вие у моментов го гледате ѕидот, но може да залепите као скрин некој друг, може да биде Сан Франциско, може да биде Малдиви, може да биде некоја слика што вие ќе ја изберете, може бела позадина со вашето лого да биде позадина. Значи тотално небитно би било баш занимливо и на вежбачите да им менувате позадина, не знам, да се шегувате и да правите, не знам, ќе имаме јога сега во Малдиви денеска, утре, не знам, ќе имаме на планина, денес ќе вежбаме во сала, по позадина да биде вашето студио и така натаму. Значи, јас ова виртуелна позадина, virtual background би го оставил на он и ќе ви го покажам подоцна. Identify guest participants in the meeting. Participants who belong to your account can see that a guest is the meeting. Добра, не ме интересира. Auto answer group in chat. Значи, ако не одговорите вие, да има некаков автоодговор, што е тотално непотребно. Stereo audio in the client settings. Нека биде он, ова значи дека ќе имаат стерео доживување на звукот, учесниците, односно вашите вежбачи, може и не мора. Allow users to select original sound in their client settings. Како сакате,
тотално небитно. Waiting room е следното нешто што е поинтересно, а тоа значи дека по ново, по дефолт Zoom го вклучи ова, значи кога ќе направите профил на Zoom и кога ќе го имате првиот митинг, без разлика дали сте чеккале овде во settings во позадина на веб акаунтот на Zoom, ќе го имате вклучено waiting room, што е многу добро. Тоа значи дека ако го уклучите тренингот 10 минути пред почетокот на самиот тренинг, што би дозволиле за да луѓето се вклучат, да си размените по некоја информација, шега и така натаму. Ова ќе значи дека пред да почнат да ве гледаат и да ве слушаат вас, ќе бидат во waiting room, односно во чекална, и таму вие ќе може да им правите адмит. Ќе ви покажам подоцна, односно во следно видео како тоа изгледа. Така да тоа нека биде вклучено за all participants, вие да го правите тоа, со тоа што имате можност и овде customize the title, logo and description. Тоа значи дека можам да ставам and waiting room description, може да пишеме добре дојде на овој тренинг. За кратко ќе ти дозволиме пристап и ќе може да учествуваш во тренингот. Ова ќе биде нешто што ќе го гледа тој што чека. Имате можност, значи, овде, затоа што може да ставате, ама тоа во самата апликација Zoom, подоцна ќе ви покажам, може да ставате наслов на тоа како ќе се вика тренингот, може тоа да биде, не знам, ние ќе ставаме вежбам од дома, со датум и време, за вас може да биде, не знам, функционален тренинг, нели, кикфит, бла бла бла, йога и така натаму, и може да додадете и лого у самата чекална. Чекај само, ја не знам дали тука има некои слики. Сега ќе видиме. Вежбам. Дека е битно, ама ајде, да. Знаете сигурно како тоа изгледа. Вежбам од дома. Choose. Многу е голема сликата. Небитно, ставате слика, значи кај нас би било FitKit. Close. Allow live streaming meeting ова е нешто што вас ќе ве интересира. Ова значи дека преку Zoom може да овозможите во исто време да го стримате тоа лайв и на некоја од платформите. Дали тоа ќе биде YouTube, дали тоа ќе биде Facebook, дали тоа ќе биде можеби некоја трета платформа. И затоа јас би ви препорачал овие да се штиклирани: Facebook, YouTube и Custom Live Streaming Service. Тоа значи дека може да го стримате и во приватна група и доколку имате можеби вежбачи кои што не знам, можеби имате претплатници за цела година. И може ќе направите private група во која што ќе бидат вежбачите кои што се со годишна чланарина и вие ќе правите лайв стрим и во приватната група, и тоа значи дека тој тренинг кој што вие ќе го правите на Zoom ќе остане и во Facebook private group и ќе може вежбачите кои што се со годишна чланарина не може да се уклучат во живо, она што можеби некој од вас смета дека во живо тренингот е проблем пошто не сите можат у тој термин да се уклучат, ви го решава токму овој проблем. Тоа значи стримам и во исто време на Facebook и тоа останува таму за секогаш во приватната група и тие луѓе ќе може да си го проследат тренингот и да се навратат кога и да посакаат. Истото е возможно и со YouTube, може да го стримате и на YouTube и да овозможите да линкот не биде јавен на YouTube, туку да биде unlisted, што значи дека и на YouTube кога ќе стримате нема да може да го гледа секој, односно и да остане на YouTube, исклучиво ќе може да го гледаат луѓе кои што ќе го имаат линкот. А тоа значи дека вие може да им го дадете линкот. Нема да може да укуцаат на YouTube вежбам со Јосиф и да им го извади тој тренинг кој што вие не сакате да го прикажете. Вие исклучиво мора да го дадете линкот од тренингот. Не може да биде јавно да го најдеш тој тренинг. Така да заштитени сте, не се секирете во тој поглед.
Email notifications, ова е нешто што нема да ве интересира, other, исто е нешто што нема да ве интересира. И тоа е тоа. Практично, тука завршивме со сетирањето на вашиот Zoom профил. Следно нешто што ќе одиме е на самиот Zoom и кај што ќе го досетираме целиот Zoom. Кога ќе го отворите Zoom, значи ќе имате овакви контроли, ќе имате Home, ќе имате Chat, ќе имате Meetings, ќе имате Contacts и така натаму. И овде, горе десно, во аголот е практично вашиот профил. Одите во Settings. Одите во видео. Сега, овде некој од вас можеби ќе избере и ќе си купи HD веб камера за уште поквалитетна слика, доколку на лаптопот не му се свиѓа. Кој што во моментов еве јас имам избрано да биде тоа Canon камерата, но не го комплицирајте, не си го комплицирајте животот. Немојте да се замарате со идеалната слика, светла и така натаму, иако и за тоа ќе позборувам, ама сакам да ви кажам дека не е тоа најважната работа. Затоа овде може да изберете, значи која камера, у принцип по дефолт ќе биде у случајот FaceTime HD камера, кај вас ќе биде тоа што е на компјутерот камерата. Она што е важно, јас би ви рекол да го имате ова штиклирано 16:9 widescreen формат, да имате Enable HD, затоа што ќе биде проблематично, односно најдобро е да имате најдобра можна слика кога ќе го стримате вашето вежбање. Mirror My Video, значи дека ќе може, гледате, да се менува од која страна ме гледаат луѓето. И Touch My Appearance, значи дека ќе додаде малку шминка на вашето лице, не знам колку тоа ќе се приметува, али прави некоја разлика да замачка брчки и така натаму, да ви го направи потака поидеално лицето и вашиот изглед. Ке мене е отштиклирано, не сакам да сум совршен. Окей, кај аудио исто, имате опција, видете, со видео и со аудио, имате можност да ако кој од вас сака да си приклучи, значи да си купи микрофонче, бубица, па тоа да биде многу по-профи, може да си купи HD камера, ги имате во Anhoch и така натаму, значи во овие кои што продаваат компјутерска опрема, ги имате најразлични цени, ќе имате поквалитетна слика, поквалитетен звук, иако звуков у моментов не знам дали е проблематичен, воопшто не е, но како и да е, секојаш постои подобро. Имате можност, значи, еве го ова што ви го кажував со Virtual Background, и еве што може да се случи, да кликнам, да бидам во Сан Франциско. Чекај дали ќе се деси. Prepare a green screen behind select I have green screen options. Okay. I have green screen options. Селектирам и ставам да бидам у Сан Франциско, ама немам green screen и нема да биде баш најидеално. Али преку ако е преку лаптоп, чекај баш да пробам. Ако сменам камерата на самиот лаптоп, како ќе изгледа? Нешто со знам што е. Кај си ме? 30 фрейма, еве си. Background, none. Добра. Немам. Окей. Ајде да видиме. Немам. Чекај, none. Па селектирам немам. Окей. Ги измешав нешто тука работите. Добро. Значи, што е работава, што нешто моментов овој конкретно компјутер не е доволно up to date, така да нема да биде возможно, иако ја вчера го пробав имам и тука еден друг на Windows компјутер, Dell, кој што можеше да се направи тоа, не изгледаше воопшто овака лошо, да ме снема. Така да, видите, овде може и да си додавате слики со логоа од теретани, од фитнес центри, од Малдиви, од што сакате, и практично позадината на вежбањето да биде некоја позадина. Чисто може да биде некоја добра зезанција. Окей.
Така да тука завршува значи тоа основно сетирање на вашиот Zoom. И со тоа и практично завршивме. Еве стоп share ќе направам да ме гледате само мене. Во следното видео ќе ви покажувам во real time, ќе побарам една од моите колеги, колешки да се приклучат, да видите како изгледа па тој целиот процес на дозволување, како да влезе некој во самиот митинг. Ќе ви позборувам малку за тоа ако сакате да направите идеално видео, како на која висина камерата да ја поставите, односно лаптопот, ако биде камерата од лаптопот, на која, како да изгледа светлината, музика како да изберете, а за да не ве блокира Facebook или YouTube, затоа што копирајт, односно авторските права, има многу строги регулативи и доколку пуштате музика која што е позната, може да подлежи на авторски права, да ве блокираат, да ви го избришат профилот, работи за кои што нема да бидете воопшто среќни, така да во следното видео ќе одиме со во живо прикажување на тоа како да го почнете вашиот тренинг и да се приклучи, еве, барем еден вежбач и член во вашиот тренинг. Толку од ова и од мене, и се разбира доколку имате прашања било какви, и јас како Јосиф и Фиткит ви стоиме на располагање, слободно прашувајте не е срамота да не знаете. Еве, јас се обидувам да моето искуство ви го пренесам, да не пребарувате по Google и по YouTube и да имате било каков проблем и да губите време со оваа технологија, туку да ви биде тоа поедноставно и побрзо. И кој што гледате, исто не напоменав на почетокот, исто кој што ќе може да правите стримање на YouTube и на Facebook, на овие копчиња, гледате, во моментов го снимам ова, за да можам подоцна да го објавам и вие да го гледате. Истото ќе може да го правите и вие. Доколку не сакате тоа што го прикажувате во живо на Zoom, во ист период да се прикажува на Facebook, на YouTube или на некоја било друга платформа, може да го снимате, па подоцна да го прикачите. Затоа еве јас во моментов ќе направам стоп и ќе се исклучам од ова видео. Чао, чао!